Со мене е Џабир Дерала. Добро утро, Џабир. Практично единствената посматрачка сериозна организација на овие избори. Мислам дека во последните денови пред изборите се регистрираше уште некоја... Не се регистрираше, таа постои од пред некое време, се појави на минатите избори. Така беше. Добро. Џабир, вкупна оценка за тоа после оваа непроспана ноќ и вчерашниот бурен ден, како поминаа изборите во Македонија од ваш посматрачки аспект? Во принцип тие беа демократски избори, очигледно заради тоа што опозицијата доби огромен дел од позициите во локалната власт. Тоа значи дека граѓанките и граѓаните можеа да се изразат слободно на избирачките места, но имавме еден многу сериозен проблем, како што спомнавте и вие во воведот во емисијата. Тоа беа фингерпринт апаратите, тие го одбележаа денот практично. И тука јас би, тамани после ова е председателот на Државната изборна комисија, добро е да видиме што подразбираше изјавата во пресрет на изборите дека не гарантира Државната изборна комисија за функционалноста на овие фингерпринт апарати. Не мораше да ни каже, тоа знаевме сите дека не може никој да ја гарантира, меѓутоа одговорност некој мора да поднесе. И политичка, меѓутоа и сите останати видови Се чини дека поминавме низ еден скап експеримент. Мислам дека проектот чинеше околу 11 милиони евра. 11 милиони евра отидоа во ветар. Добро, не во ветар, може би тие фингерпринт апарати, ако се внесат во системот и сериозно се работи, им треба една година дена и на системот и на луѓето кои користат. Во еден момент председателот Дик рече дека базите на МВР не биле добри со отпечатоците. Не, тоа можно, но добро. Тоа не, мислам треба да се провери таа изјава. Не може да имаме таква ситуација. Имавме ситуација во која ние добивме информација од неофицијални извори дека системот на ДИК не работел во еден момент и тоа подолго време, заради тоа и е даден малку подолго време. Исто така имаме проблем со обуката на избирачките одбори. Џабир, предлагам да бидејќи колешката Марија Весо е веќе со председателот на ДИК на линкот, ќе го продолжиме овој разговор, таман ќе слушаме што има и господинот Даштевски да каже. Марија Весова, добро утро, непроспана ноќ за тебе во ДИК, бидејќи знам дека заедно бевме барем до 2-3 часот со бајгато на разна линија преку слободен печат, преку утрински брифинг и така натаму. Со тебе гледам господинот Даштевски, иако тој најави првично дека ќе оди на спиење и човекот веројатно има непроспана ноќ за себе. Така. Еве, вака изгледа кога постизборно Државната изборна комисија ќе спои ноќта со утрото и после пак ќе продолжи со нова километража дневна. Значи нема дома спиење, нема сон, има тони кафе, има тони работа. Председателот на Државната изборна комисија е овде, но овде се и другите луѓе од тимот на Државната изборна комисија од избирачките одбори, кои што работеа додека граѓаните спиеја. Господине Даштевски, што се смени од последната пресконференција ноќеска до сега? Значи, прво добро утро и поздрав до вашите гледачи. Од ноќеска до сега се смени тоа што веќе повеќе од половина избирачки општински изборни комисии ги донесоа резултатите од гласањето, значи 45 од 80. Чекаме уште 35 градот Скопје за да ги комплетираме резултатите. Се надеваме дека во текот на денот ќе завршиме таа работа и ќе почнеме да ги разгледуваме дали се регуларни тие записници. Така што во моментот гледате дека се врши тоа примо предавање. Општинските изборни единици влегуваат една по една. Надвор во ходникот видовте дека има неколку чекаат и како ќе завршиме со една општина влегува друга. Така што се надевам дека за неколку часа ќе го завршиме овој процес. Инаку јас сум тука од вчера во 5 сат бајле, до сега не сум отиден дома, бидејќи овој процес на завршување на изборите може би на многу им олеснува, но на нас ни станува уште потешко во овој период.
реков јас, сите очи ќе бидат перени во дик, сега е ваше да издржите. Да, тешко се издржуваме. Политичките партии ноќеска славија некој помалку, некој повеќе, некој се молча. Ама од Државната изборна комисија се уште не добивме ништо, барем провизорно во кои градови е завршено, кои општини е завршено гласањето. Ќе ни изненадите со нешто? Па јас можам да кажам дека нели постојано се прашуваше за оваа апликација, дали ќе работи, дали ќе се прекинува или нема да се прекинува. Бидејќи синоќ имаше многу малку обработени резултати, сега веќе на тие над 50% општини се скоро целосно обработени до последното гласачко место, значи 100%, а овие другите се пополнуваат како се пребројуваат записниците и некаде до пладне најверојатно ќе ги имаме сите резултати. Тоа може да го погледнете на апликацијата која ја има, таму ги има сите во детали. Ние ќе видиме тука и тоа од вас ќе го слушаме, ќе поедноставиме. Тука телевизорите ги, таму имате сите резултати постојано. Кажете ми колкава е излезноста, барем тоа го имате? Па ние сме направиле пресек, бидејќи луѓето кои работат на тоа се уште не се дојдени, не се сите како нас да не спијат и така натаму, меѓутоа за околу 2 сата ќе имаме и тоа. Тогаш барем кажете ни по колку пријави за изборни нерегуларности или за повреда на гласачките листа е стапуван? Па не многу од вчера, нели вчера дадов ја една бројка, меѓутоа сега ги разгледуваме овие материјали, ги примаме. Вчера и веќе се послужам од ноќеска од тие бројки и 217 приговори прифатени. Во меѓувреме нешто има... Не, тие се на денот на изборите. Тие се на денот. Тие се на денот на изборите, а денеска ќе видиме дали имало во записниците некои регуларности, дали имало забелешки и врз основа на кои тие представуваат основа за приговори. Приговорите ги поднесуваат гласачите, односно политичките партии или евентуално независните кандидати. Вие вчера бевте можно сигурен кога обзнанивте дека во оние избирачки места каде што членовите на избирачките места своеволно ги замениле начинот на гласање од она биометриска идентификација со UV ламби, дека каде што ќе биде констатирано такво самоволие, ќе бидат тие места поништени. Јас не бев категоричен, реков дека имаме некои сознание, нели? Добро, а сега тие сознание вака се... Па ќе видиме сега по записници тоа ќе се види. Меѓутоа нели реков дека мора да има таму каде што се чувало тоа, мора да има забелешка ставено и таа забелешка да се внесе во записник број 16. До овој момент вие тоа го немате како сознание? До тоа немаме, тоа би реков треба странките, учесниците во гласачкиот процес да го направат или да го направат наблюдувачи. Каква е генералната оценка за изборите што ни завршија? Првиот круг. Па јас мислам дека првиот круг добро се заврши. Впрочем и сите сме сведоци за тоа. Дури повеќе од очекуваното, затоа што нели имаше многу потешкоти во подготвувањето на изборите. Имавме рекорден број на листи, гласачки листи на независни кандидати, на политички партии, коалиции и така натаму. И беше тешко прво тој материјал да се направи, да се создаде, бидејќи нели тој рекорден број прави да огромни количини на хартија, треба да се внима да не се сгреши некој име на политичка партија или нека буква и така натаму во преводот и други ситници кои многу внимателно треба да се водат за да се заврши таа работа. Понатаму рековме дека и избирачкиот список сега е најдупло поголем, затоа што прво оди со една страна поради местото кој се остава за отпечаток на прст, а второ е поголем со оглед дека е премногу долга страницата и потешко се наоѓаат луѓето. Па тоа малку нели го успоруваше и процесот на гласање. Од Скопје имаше 4 ливчиња, исто и тие беа премногу долги, бидејќи имаше само во град Скопје 12 кандидати и со тоа се успоруваше процесот, меѓутоа направивме некако сите што сакаат да гласат, што е и
нели суштинско за еден избирачки процес. Од режија имам најава дека колегата Ордановски сака да постави прашање до председателот на ДИК, Саша? Може. Марија, ме интересира како работеше ДИК во текот на ноќта, во текот на дали, бидејќи ние сме навикнале во ДИК да има понекогаш и несогласици, таму сепак седат партиски представници и така натаму. Како ја оценува господин Даштевски работата на самата ДИК, дали одлуките што ги нося и она што допрва ќе го носат, може да се очекува дека ќе биде со некаков консензус? Сашо, ти очигледно ми читаш мисли. Тоа беше наредното прашање што ќе го адресирав до председателот на ДИК Даштевски. Значи, јавноста сака да знае седмата сила. Како изгледаше работата ноќеска? Што се соочувавте? Па, Кои ви беа спорни моменти? Тоа е континуирана работа за ДИК. Нели имаме прво избирачките одбори ги бројат личињата, ги споредуваат се дека имаме двојно и на овој уред и на записникот што се личата од гласачката кутија. Од тоа тие рокот им е 5 часа, нели некои побрзо, некои покасно, одат во општинската изборна комисија и таму ги предаваат. Па општинската изборна комисија ги споредува тие резултати и прави записник за тоа. И после тоа општинските изборни комисии со сите ливчиња од нивните избирачки одбори ги донесуваат тука, така што нели како што гледате се ова во моментот се случува, влегува една избирачка комисија, седнуваат и ги гледаат записниците, после ги даваат на нас ако сакаме ние да ги погледаме и после мнозинството на членови на Државната изборна комисија, а како што гледате сите се тука, ги подпишува и потоа ќе следи тој процес доколку има приговори врз основа на тие записници, ќе се отворат, ќе се види дали има приговор во записникот, па врз основа на тоа можеби ќе биде поднесени од заинтересираните страни и ќе одлучуваме, рокот ни е нели 48 часа. Првата пресконференција е закажана за пладне денеска. Да. Ние постојано сме во контакт, ќе ви дишеме во врат, нема бегање од нас. Па, се гледаме може да се во наредната, на пладне се Јесте. гледаме. Толку од Државната изборна комисија. Се враќаме во студио. Марија, благодарам. Одлично, еве го слушнавме и господинот Даштевски. Џабир, вие ги оценувате изборите, ама ја оценувате и работата на изборната комисија. Ја имате таа привилегија да сте посматрачи на целиот процес. Како мислите вие како мисли Цивил дека помина работата на самиот ДИК? Знаете што, Државна изборна комисија и незините органи имаат навистина добри, посветени луѓе, професионално си одработуваат својата работа, но вчера имавме многу непријатни изненадувања заради тоа што еден дел, навистина доста помал, меѓутоа сепак еден дел од изборните органи, вклучително и општински изборни комисии, имаме и извештаи за тоа во текот на минатата непроспиена ноќ, едноставно не сакаа да ги прифатат наблюдувачите на Цивил. Сега имате единствена организација која има вакво искуство во изборите. Не ве пуштае во просториите што имаме, се гласа? мислам, повеќе од 10 случаи во кои член на избирачки одбор или председателка на избирачки одбор ги бркаше нашите наблюдувачи под изговор дека во Државна изборна комисија такви дека немало, Цивил не се акредитирало оваа година, дека на Цивил не му е местото тука, дури со тие зборови му е кажано, на наш наблюдувач, што е навредливо. Јас разговарав со човек од Државната изборна комисија, ни беше ветено дека тоа ќе биде санирано, меѓутоа во текот на денот имавме уште 3 или 4 такви случаи. Од ова ја што следев и што слушнавме Оливер Спасовски негдека при крајот на вчерашниот гласачки ден се јави со изјава дека за разлика од минатите години, годинава сме имале само 91, како што тој вели, настани кои што се врзани со
некакви прекршувања можни на правилата. Иако сведоци бевме дека немавме тешки инциденти, сме навикнале ние во минатите години, додуше не баш наназад неколку, ама пред тоа да имаме и тешки инциденти. Вашата проценка каква е? Ако видите дека ние имавме и убиства за време на изборни процеси, за локални избори имавме олимписки кругови и луѓе по 70% луѓе на една адреса и така натаму, за уши влечени, за шија влечени и така натаму. И опозицијата и власта ги оцени изборите како фери демократски со различни нивоа на, да кажем, ја би рекол превентивни некакви жалби од опозицијата, ама резултатите изгледа им одговараат, па и кај албанскиот електорат и кај македонскиот опозицијон. За жал, во таа смисла политичките партии се разбира дека си ги бранат своите позиции. Реално гледано, ова беа мирни избори, без инциденти, дури ова бројка од Спасовски и нас не изненади, дури ние мислевме дека има и помалку. Се разбира, имаше една низа нерегуларности кои што се однесуваат повеќе на кршење на изборниот мок. Едноставно, дури мислам дека во една твоја колумна читав дека треба тој законник да дозволи се. Па бидејќи така е цело време кампања. Зашто се ограничуваме на некакви две представи. Сега има еден голем проблем, тоа што македонската политичка култура е таква што има огромна толеранција, иронично го зборувам ова, кон црната кампања и особено родово базираната црна кампања. Во втората половина од кампањата вие имате на тие малку жени кои влегоа, кои имаа среќа да влезат во битката за локалната власт, имавте неверојатна црна кампања која навистина е за срамота. Џабир, вчера видов една фотографија во последните моменти од очекувањата на резултатите кај господинот Таравари, на кого треба да му честитаме за победата во првиот круг. На фотографијата е сликан неговиот штаб, колегата Дестан Јонузи беше во гостивар и за Слободен печат ја испрати серија фотографии. На изборниот штаб, да речеме, седат едно 30-40 луѓе, ниту една жена. Ниту една жена, тоа сепак не говори добро, без разлика што воопшто не говори добро, тоа го кажа и во не е спорна за господјата Зулуета го кажа тоа во интервју за Цивил медија, дека била шокирана кога дошла овде, кога ја видела претходната ситуација. Сега веројатно ќе биде нешто полошо.